Добар ден на сите, ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Оваа пресконференција е посветена на шумските пожари кои што со недели, веќе и со месеци горат низ цела Македонија. Почитувани, со недели и недели половина Македонија гори, а никој не презема одговорност. Господине Заев, време е за оставки и време е за разрешување. Имаме ситуација во која што како никогаш досега, во месец март, има повеќе од 500 пожари низ Македонија, кои што никој не ги гаси, за кои што ништо не се презема и не се бркаат сторителите. Се работи за пустош низ Македонија, се работи за невидена анархија досега во историјата на Македонија, која што многу ги чини граѓаните на Македонија. Исчезнуваат шумите, горат овошни насади на луѓето, имаме евакуирање на цели села. Прашање на време е кога ќе дојдат жртви. Почитуваме присутни, никогаш во Македонија немало повеќе од 500 пожари во месец март. Тоа значи дека нема држава, тоа значи дека нема институции, тоа значи дека има целосна спрега на криминалот заедно со државните институции. Вклучени се шумската мафија, вклучени се институциите на полицијата, локалните власти и министерствата. Не може во Македонија да има повеќе од 500 пожари, а институциите да се индиферентни, да има таква зачмаеност, да има таква негрижа. Оваа негрижа многу ги чини шумите, многу ги чини граѓаните, многу ги чини имотите на луѓето кои што биваат уништени. Се уништуваат национални паркови. Во време додека Зоран Заев оди и се поздравува и пие кафе низ чаршијата во Охрид, гори Струшко, гори Галичица, гори Преспа, гори Трската, и никој ништо не презема. Тоа е невидена грижа. Господине Заев, време е за оставки, време е за разрешување, време е некој да поднесе одговорност за оваа невидена негрижа, која што доведе до тоа да имаме такво охрабрување, такво осоколување на криминалците кои што се заштитени од вашите институции, за да имаме ситуација во која што во месец март, внимавајте, имаме повеќе од 500 пожари. Ваква негрижа и анархија не е видена во историјата на Македонија. Горат огромни подречја, шумски и на Скопска Црна Гора, и на Шара, гори во Поречието, гори во Источна Македонија, во Малешевијата. Во Македонска Каменица се евакуираше цело село. Беа загрозени животите на луѓето. Гори Националниот парк Галичица, гори Преспа, гори Трската, гори околу езерата. Имаше огромни пожари околу Кавадарци и Неготино, гори во Струмичко. Ваква негрижа едноставно човек го остава без зборови. Очекуваме и јавноста бара да има одговорност, оставки и разрешување. Ова е фијаско и дебакл на државните институции. Фијаско и дебакл на државните институции на Зоран Заев. Имаме одговорност во Министерството за внатрешни работи и на Оливер Спасовски, кои што ништо не преземаат за да имаме одвраќање на оние кои што палат. Имаме одговорност на Министерството за шумарство. Да, тоа е Министерство за шумарство, Министерство за земјоделство, но исто така и шумарство. Министерот Неколовски никаде го нема, а половина шуми му изгоре. Имаме одговорност во Македонски шуми, Дирекцијата за заштита и спасување, чиј што директор исто така пие кафиња, додека половина Македонија гори. Тоа е трагична неодговорност. Тоа е трагична неодговорност. И сето она што сега го гледаме, да, Македонија регресира. Имаме ситуација каде што во Македонија половина држава гори, никој не се грижи за тоа. Половина Македонија се иселува, на никој око не му трепнува. Каде што германските инвеститори велат нула е владата за инвестиции, никој не е разрешен. Каде што имаме рекети убиства низ цела Македонија, никој не презема одговорност. Едноставно, ситуација каква што никогаш сме немали во Македонија. Ова е државна катастрофа што се случува.